Кратки најави за денешниот дневник. За моќта на колективната меморија во политичките и општествените текови, во Охрид дискутира светската научна фела. Охрид се украсува за богојавленските празнувања. Во Струга ќе се менува азбест цементната водоводна мрежа. Симона Ѓорчева и Ненад Витанов се новите селектори на фестивалот Охридско лето. По повеќе од 6 децении раст, населението во Кина веќе трета година поред се намалува. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 4 степени Целзиусови. Во сабота над Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува стабилно време со сончеви периоди и надпросечно топло време во северна, североисточна и источна Европа, додека во западна, југозападна и централна Европа ќе превладува студено време. Над централен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што на Апенинскиот полуостров ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално појава на магла и ниска облачност кои што ќе условат и постудено време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 16 степени. Во Македонија во утринските часови по котлините ќе има појава на магла и ниска облачност кои што ќе се задржат во поголем дел од денот. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Минималните температури ќе се движат во интервал од -9 до -2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 10 степени. Во вечерните часови повторно ќе има појава на магла и ниска облачност по котлините. Во Охрид во сабота во утринските часови ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во недела по студеното утро со температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 8 степени. Во понеделник умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во вторник умерено облачно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната до 5 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Колективната меморија, политики на меморија и современите идентитети во контекст на локалните, регионалните и глобалните конфликти и сојузи е тема на која ќе расправа денешната и светската научна фела во Охрид на 13-та меѓународна научна конференција Охрид Водици 2025. На конференцијата ќе бидат презентирани 54 трудови од 68 учесници кои доаѓаат од 14 држави. Терминот колективна меморија стана мојќен символ на многуте политички и општествени транзиции кои моментално се во тек, истакна професор доктор Рубин Земон на отворањето на 13-та меѓународна научна конференција Охрид Водици 2025 која се одржува во Охрид. Новите режими бараат начини да се надмират остатоците од нивните преходници, додека во составените системи се соочуваат со пораст на историската свест и се повеќе водат политики на жалење. Колективните сечавања се спомени споделени од група кои влијат на нивниот идентитет како заедница. Историјата на научниците кои ја проучуваат меморијата не е само проблем од натату кој е одговор на барањата на сегашноста. Интересот на антрополог не е само она што всушност се случило, но сака да открие како одредена историска содржина се користи во актуелниот процес на граѓање идентитетот. На конференцијата на тема колективната меморија, политики на меморија и современите идентитети во контекст на локалните, регионалните и глобалните конфликти и сојузи, во Охрид ќе расправа домашната и светската научна фела, успешна и плодна работа на учесниците на отворањето на конференцијата во просториите на МАНУ во куќата на Уранија им посака заменик градоначалничката на Охрид Ана Крстеска. Станува збор за една од најважните проблематики на денешницата. Јас се надевам дека сите вие, почитувани организатори и присутни, на крајот ќе донесете заклучоци за општо колективно добро. Сведоци сме дека последните неколку години на европско тло се прават обиди за бришење на историјата и посегнување кон историски ревизионизам од поновото минато. Колективните сеќавања, историските трауми, историографијата на нациите во значаен дел се користат за борба за власт и доминација. Други актери во општеството севесно го ползуваат пишувањето на историјата за остварување на сопствените интереси. Токму затоа оваа средба, што се одржува во Охрид во овие празнични денови, е особено значајна за сите нас. Годинешната конференција е во чест на академик Гафир Јабиев, член на Академијата на науките на Азербејџан. На конференцијата ќе бидат презентирани 54 трудови од 68 учесници кои доаѓаат од 14 држави. Конференцијата е во организација на Центарот за напредни истражувања во партнерство со Социјалната организација за поддршка на проучувањето на културното наследство од Баку, Азербејџан, Универзитетот Ајдин Аднан Мендерес од Турција и Институтот за напредни студии од Унгарија. Привршуваат подготовките по повод предстојниот христијански празник Богојавление Водици. Општинската организација на Црвениот крст од Охрид и оваа година ќе биде дел од црковно-световната манифестација со значајни активности кои се поврзани со безбедноста на капачите и посетителите. Гостин во Дневникот на ТВМ ни е председател на организацијата господин Сашо Точков, со кого ќе поразговараме за здравствено-превентивните мерки неопходни оваа манифестација да помине во најдобар ред. Добро дојдовте и ви благодариме за вашето присуство. Ви благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи. Ви благодариме. Активностите на Црвен крст започнуваат во сабота во предвечерието на Водици.
Да започнеме со препораките до кои треба да се придружуваат сите оние граѓани кои планираат да скокаат по честниот крст, но и сите верници на кои овој ден се капат во Охридското езеро. Да. Токму така, оперативните активности започнуваат од утре, од 19 часот до 23 часот, каде екипите медицински на Црвениот крст на платото помеѓу капетанија и ресторанот Чун ќе вршат основни здравствени прегледи на сите оние кои што сакаат, имаат потреба, имаат желба да го исконтролираат своето здравје, да ги видат своите здравствени параметри, а кои што утредента во недела ќе бидат дел од оваа манифестација, односно ќе влегуваат во студените води на Охридското езеро. Значи, екипите ќе бидат подготвени, ги поканувам и апелирам до сите оние млади луѓе кои што, посебно оние кои што првпат влегуваат во вакви студени води, да дојдат, да видат како се чувствуваат, да ги прегледаат своите параметри, односно да се ослонат на знаењата и препораките што ги даваат и самиот медицински тим и сите оние од Црвениот крст. Она што сакам да напомнам тоа е дека превентивните активности кои што Црвениот крст ги прави започна многу поодамна за овој празник, а тоа се сите оние контакти, апели што ги даваме преку вас медиумите и ви благодарам за тоа, за да овој празник навистина помине во најдобро светло. Не зборувам за протоколарниот дел, туку за безбедносниот дел. Тоа е еден од важните сегменти, еден од важните приоритети кои што го даваме секоја година и на тоа навистина посветуваме сериозно внимание. Затоа и толку ангажман не само на Црвениот крст, тука се и нуркачките клубови Амфора и Охрид, тука е и капетанијата, тука е граничната езерската полиција и голем број други институции кои што навистина се вклучени во овој дел за безбедност на капачите и на посетителите. Благодариме. На самиот настан Црвен крст е значаен и неизоставен дел од логистиката. Вашите тимови ќе бидат присутни и во вода и на копно. А колку тимови ќе се грижат за безбедноста на капачите и општо сите посетители на настанот? Така е, секоја година вршиме проценка на тоа колку се очекува луѓе во зависност од дали ќе има некои VIP личности, делегации и така ги проектираме нашите проценки, односно бројот на ангажирани лица и екипи. На копно и во вода ќе имаме ангажирано спасителни тимови, 5 спасителни тимови, од кои дел ќе бидат во Чамец за спасување, во Чамци за спасување, а дел на самиот брег. Ќе имаме 6 медицински тимови со лекари и парамедици со 3 амбулантски возила. 2 амбулантски возила ќе бидат на Црвениот крст Охрид, а едно амбулантско возило на здравствениот дом Брзата помош со нивна екипа и ќе имаме нуркачки тимови, 2 нуркачки тима кои што ќе бидат распоредени онака како и секоја година во фронт на капачите кои што ќе влегуваат во водите на Охридското езеро. Битно е да се каже и да се потенцира, неколку пати спомнав во овој разговор дека студена е водата, да, водата е 9 степени Целзиусови, што е дефинитивно ладно, релативно ладно и не сме навикнале на такви температури во летниот период, но во овој зимски период обично секоја година е околу од 7 до 9 степени Целзиусови. Значи температурата на водата е ладно. Добро е што надвор ќе имаме температура на воздух околу 6-7 степени Целзиусови, толку се очекува, нема да има ветар, ќе биде мирно, ќе имаме сонце, ќе бидат прекрасни условите и се надевам дека охриѓани достоинствено и овој пат ќе го одбележат овој празник и дека ќе ги почитуваат сите оние апели што ги дадовме, од кои што сакам да издвојам еден, да го потенцирам, а тоа е дека да не влегуваат во вода додека не се положи Светиот крст. Значи, додека не се испее све од страна на свештеното лице и додека не го положи Светиот крст во водите, да не влегуваат, да не стојат, да не мрзнат, затоа што сите интервенции наназад години сме ги имале најповеќе заради промрзнатост на самите луѓе кои што влегле, чекале натре во водите, а здравствено не се чувствувале добро. Исто така, да се вратам уште еднаш на апелите кои што ги дававме и наназад, но да спомнам и сега да не се конзумира алкохол, тоа е навистина контрапродуктивно за она што сакаме да го постигнеме. Алкохолот ја намалува температурата на телото, а не ве загрева. Значи тоа е прво.
Исто така, ако се чувствувате, сите оние кои што сакаат да влезат во водите, ако се чувствуваат слабо, ако имаат некоја слабост, ако имаат некој здравствен проблем, да не влегуваат во водите на Охридското езеро. Добро е, кога ќе се влезе, да не се стои повеќе од 3 до 5 минути, највеќе. Добро е да се стават обувки при легување во делот кај пристаништето, иако е дното исчистено горе-долу од поголеми оние опасности и ризици, но сепак добро е да се носат обувки и обавезно после излегувањето на сите оние кои што влегле да ги чека топла облека и обувки и безалкохолни топли напитоци. Добро е да се каже и за оние посетители кои што ќе бидат дел на копно, кои што ќе ја гледат и бидат дел од овој настан, да носат повеќе слојна облека и исто така да конзумираат топли безалкохолни напитоци. Да ја најавиме и традиционалната крводарителска акција на Водици. Така е, секоја година ние под мотото една капка може да промени се. Организираме крводарителска акција на која на вистина се јавуваат голем број крводарители, преку 90, секоја година имаме околу 90 бројка. Се надевам дека и оваа година ќе биде успешна оваа крводарителска акција, ги охрабрувам и ги поканувам нашите сограѓани, но и гостите да бидат дел од оваа крводарителска акција. Ќе започне во 9 часот, ќе заврши во 15 часот во Центарот за култура Григор Паличев, значи на 50 на метра од самиот плоштад, така да не е штетно да дојдат и да даруваат од оваа драгоцена течност. Господине Сашо, ви благодариме за вашето присуство. Мило ми беше што ни бевте гости на денешниот дневник. Благодарам. Охрид се украсува за богојавленските празници. Јавното предпријатие Охридски комуналец се годинава активно вклучено во подготовките за најголемата културно-верска манифестација во Охрид. Оперативните служби традиционално со активности пред најмасовната манифестација посветена на христијанскиот празник Богојавление Водици за достојно обележување како што му доликува на Охрид, денес беше украсено градското пристаниште, од каде ќе биде положен Светиот крст, а улиците во централното градско подрјачје се украсени со верски знамиња. Хигиената на локациите каде ќе се одвиваат празнувањата и богатата програма се одржува на највисоко ниво, информираат од комуналец. Јавното предпријатие Билјанини извори ја известува јавноста дека на 19 јануари, недела, јавниот градски паркинг со кој стопанисува предпријатието ќе е бесплатен за сите корисници. Одлуката традиционално се носи во име на големиот христијански празник Богојавление Водици. Во Струга ќе се менува азбест-цементната водоводна мрежа во рамки на проектот подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија. Во рамки на проектот подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија, обезбедени од Европската инвестициска банка и владата на Република Македонија, а кои ќе се доделуваат преку Министерството за животна средина и просторно планирање како неповратни средства на општините, склучен е договор за замена на азбест-цементната водоводна мрежа во град Струга. Договорот е склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и избраниот изведувач Марковски К73 ДОЕЛ Струга. Замената на азбест-цементната водоводна мрежа во градот, согласно договорот, ќе се одвива во следните 18 месеци, со што жителите на градот Струга ќе добијат поквалитетно водоснабдување, а со замената на азбест-цементните водоводни цевки со нови висококвалитетни цевки, во голема мера ќе се придонесе за подобрување на квалитетот на водата, заштита на животната средина и ќе се намалат загубите на вода. Висината на инвестицијата е 76 милиони денари, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Со овие дополнителни 50 милиони евра на 100 милиони евра предходно распределени од владата, се оди чекор понапред во зајакнувањето и подобрувањето на условите за живот на сите граѓани на нашата држава без исклучок, бидејќи средствата се достапни за сите општини во државата без исклучок, велат од ресорното министерство. Симона Ѓорчева и Ненад Витанов се новите селектори на музичкиот и драмскиот дел од програмата на Националната установа Фестивал Охридско лето.
Симона Ѓорчева, музички менаџер, и режисерот Ненад Витанов се новите селектори на музичкиот и драмскиот дел од програмата на фестивалот Охридско лето. Ѓорчева и Витанов се истакнати уметници и културни работници, добро познати на домашната и меѓународната музичка и театарска јавност со богата меѓународна професионална кариера. Директорот Ѓорги Цуцковски најави дека заедно со селекторите ќе создадат свежа, интересна и квалитетна програма. Вели дека ќе се залага да се искористи високиот уметнички кадар од Европа, а ангажманот на Симона Ѓорчева во Македонија е прв пример за тоа. Според него, нејзиниот придонес ќе биде од огромно значење во создавањето на една нова, модерна и креативна културна вредност како дел од вековната традиција на фестивалот. Магистар Симона Ѓорчева е управен директор на камерниот оркестар во Келн, Германија, со големо искуство во делот на организација на концерти и концертни турнеи. Магистар Ненад Витанов во својата кариера има режирано над 20 театарски представи во повеќе театри, а неговите представи се селектирани на повеќе театарски фестивали и имаат добивано награди. Вработен е во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Годинава, од 12 јули до 20 август, ќе се одржи 65-тото фестивалско издание на Охридско лето. Почитувани, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.